Па сега морам да кажам дека да речам сега условно во мое време, значи додека водев со детски театарски центар, една од последните представи која што ја работевме во тој театар беше куклена представа со режисерот од Бугарија. Беше Катја Петрова, режисер, една од поголемите имиња за куклен театар во Бугарија, и направивме представа со која што еве сега на 26 овој месец, 26 мај, ќе одиме во Јамбол и ќе на фестивал во Јамбол, и таму ќе учествуваме токму со таа представа. И што е тоа огромна чест за нас, затоа што тој фестивал е од национален интерес, значи не е интернационален, а сепак ние сме повикани како гости да учествуваме во фестивалот надвор од конференција секако. Така да сакам да кажам дека кога со ова би сакал да кажам дека кога има волја да се направи нешто, тоа може да се направи. Особено ако се работи за куклен театар, нешто што не само кај нас во Македонија, туку би рекол во целиот регион, скоро во целиот Балкан, ние немаме некоја традиција која што би било на завидно ниво каква што традиција има Бугарија, да речеме, особено што се однесува до куклениот театар. Кај нас, за жал, уште куклениот театар се запоставува и се мисли на тоа како нешто деградирачко. Од друга страна, уште куклениот театар се смета само како некој вид на театар специализиран само за деца, а всушност не е така. И тоа само кажува колку сме на одреден начин, особено што се однесува до куклениот театар, ние назад во однос на не само на Бугарија, туку во однос на цел тој свет на куклен театар. Од друга страна, значи ова до сега го кажа како еден позитивен пример. Од друга страна, ако погледнеме на другите примери, ќе видиме дека таа соработка е, би рекол, прилично слаба. И слаба е затоа што, односно, ако видиме, ќе видиме дека се појавуваат понекогаш одредени поединци, односно, не знам, ќе се појави еден режисер кој што е малку по-прочуен, и тој режисер ќе се појави еднаш на 5 години и ќе изрежира една представа во Македонија. Ќе се појави некој автор, сега не би сакал да ги именувам, нема потреба. Ќе се појави одреден автор кој што еднаш на 5 години ќе му се постави текст во Македонија и останува на тоа. Таа нека соработка или таа нека уметничка размена останува на толку, за жал. А од друга страна, не само што мислам, него тврдам и знам дека во Бугарија има и други одлични режисери, кои што не се толку прочуени кај нас, а од друга страна се, да речеме, многу прочуени низ цела Европа, во Русија, па дури до Јапонија, како што е примерот на Катја Петрова, која што прилично често работи во Јапонија. И да имаме прилика да донесеме таков режисер кој што би ни донал такво искуство на работа како е искуството во Јапонија, како е искуството низ цела Европа и така натаму, е навистина привилегија за нас. Истото се случува и во однос на драмските автори од Бугарија, кој што навистина ќе се појави еден, и тој еден ќе се постави еднаш на 5 години и останува на толку, а од друга страна има навистина многу други автори од Бугарија кои што се исто така успешни на интернационално и на светско ниво, но ете некако не стигаат до кај нас. А тоа зошто не стигаат до кај нас е навистина прашање кое што треба да си го поставиме, треба да видиме што се случува, дали е до нас, дали до кого е, како може тие индивидуи, тие уметници да стигаат низ цел свет, а при тоа ние да не знаеме за нив. И при таа мала разлика во јазиците, разбирањето на јазиците. Особено тоа, пример, ја во
во последнов период се обидував да дојдам до што е можно поголем извор на литература на бугарски јазик и затоа што тој јазик колку и да е различен од македонскиот, сепак е јазик, барем ја тргнувам од себе си, сепак е јазик кој што можам да го прочитам и можам да го разберам. Без некое поголемо, не знам, не ми треба курс за тоа. Можеби ако се обидам да говорам на тој јазик, секако дека ќе правам милиарда грешки, но можам да го разберам и можам да го прочитам без никаков проблем. И што веќе можеме да имаме таква комуникација, навистина е чудно зошто тие автори не стигаат до кај нас. Пред некој ден имавме сајам на книга. Јас не видов некој автор од Бугарија, не видов дури ни штанд од некоја издавачка куќа од Бугарија. Поправиме ако грешам. Но мислам дека немаш. И што е навистина, зошто би требало да е така? Зошто би требало да не? Исто така се обидував да стигнам до современи автори, до денешни автори, да прочитам нивни дела, но повторно има една бариера која што е неопислива, која што никако, значи, кај нас во Македонија не може да се најдат тие автори, не може да се најдат тие книги да се купат. Треба или да се отиде до Бугарија, па да се купат тие книги да се прочитаат, или по некои пријателски линии да се обиде да се најде текст, да се најде одредена пиеса, да се најде одредена книга, па на тој начин некако да се прочита. Па потоа дали таа книга или дали тој текст постои во онлайн формат, во електронски формат или не постои, па и така да е прилично сложен тој процес, а реално е без потреба. Но од друга страна не мислам дека ова е нешто посебно за Бугарија. Ја мислам дека ние овде во Македонија сме прилично затворени самите во себе. И тоа е и поради тој таа финансиска рамка и таа финансиска реалност со која што се соочуваме, за која што зборев на почеток, затоа што кај нас има толку многу уметници невработени, толку многу уметници кои што не можат да дојдат до проект, не можат да дојдат до свое изразување, на уметници на кои што тешко им се дава шанса, а при тоа зборам за добри уметници, за уметници кои што има што да покажат и што да направат, да навистина некогаш ни е дури луксус да помислиме дека чекај, може оваа година да речеме да не режираат режисерот Македонија, па ајде оваа година ќе се насочиме многу повеќе кон надворешни соработки. Такво нешто е речиси луксус за нас, затоа што нели сепак има нека, особено кога станува збор за буџети за национални буџети и нели како што милува министерството да каже да се направи програма од национален интерес, тогаш во тој национален интерес претпоставам колку што е интерес да се има соработки со уметници од странство, толку е од интерес да се зачуваат и да се запазат и да им се даде простори на домашните уметници. Така затоа велам, претпоставам дека малку е до нас, до тоа што ние сме релативно затворени самите во себе и се обидуваме сами себе си да се запазиме некако и да пружиме можност на што е можно повеќе луѓе и повеќе уметници овде од Македонија, отколку да се отвориме кон светот, не само кон Бугарија, него истата ситуација се однесува и кон, не знам, да речеме, кон Грција. Ја не можам да се сетам да имало некој режисер од Грција кој што дошол и кој што работел во Македонија. Не можам да се сетам ниту на некој автор од Грција кој што бил работел во Македонија. А не е само со Грција, тој е пример. Истото е скоро е истата ситуација и со Албанија, скоро истата ситуација и со Косово, и со Србија. Иако во однос на Албанија, Косово, па и Србија
имаме една олеснителна околност затоа што Албанија и Косово сепак ги имаат врските преку албанските театри во Македонија, па тука се случува еден вид на размена и соработка. Што се однесува до ајде да речем поранешните држави тоест државите од поранешна Југославија, повторно тука постои нека малку подобра релација и малку подобра соработка, веројатно затоа што останата тој менталитет да сепак Белград не биде некој центар и да не знам да сонцето не изгрева од Белград. Иако е во северно од нас.